Донтовиот модел, односно пресметката или изборот на пратеници преку Донтовиот модел со 6 изборни единици апсолутно ги фаворизира само големите политички партии. До сега, долго време, за тоа се разговара, се расправа на сите нивоа, меѓутоа повеќе од јасно е дека овие две политички партии држат монопол. 30 години се менуваат на власт, а суштински промени во државата, во развојот на државата, во јакне на демократијата, демократски институции, нема никој позначаен исчекор. А тоа и вкупните состојби во државата, значи не зборам сега само за актуелната состојби власт, туку наназад покажа дека овој систем во суштина е еднопартиски систем. Затоа што партијата, дали ќе биде тоа ВМРО, ДПМН или СДСМ, доколку дојде на власт, ја узурпира целокупната власт. И не само партијата. Клучно е тоа што лидерот на партијата, кој по правило е председател на владата, има огромна моќ. И нема процедура, постапка за лимитирање на неговата моќ или за одговорност и на премиерот, председател на владата, но и на извршна власт во целина. И затоа ние сметаме дека доколку парламентот биде со поинаков состав од повеќе политички партии, тогаш ќе се зголемува одговорноста, можноста за контрола и ќе имаме во суштина демонтажа на еднопартискиот систем. Тоа е суштината, тоа е идејата, значи јакне на одговорноста на сите носители на јавни функции, посебно тие што се во извршна власт, доколку повеќе партии треба да се согласуваат за одредени круцијални прашања битни за иднината на нашата држава. Вака лидерот на партијата, тој што е воедно и премиер, одлучува за се. Нити ја консултира со смената партија, ниту пак можни помали коалициони партнери, затоа што нема потреба тоа. Единствено му е добро да коалициониот партнер од албанскиот политички блок, тој да му биде лојален. Тука неограничени се потребите и можностите за да ги, условно кажано, задоволи бараните, апетитите на коалициониот партнер од албанските политички партии, а се друго е ирелевантно или небитно. Не е само суштината околу една изборна единица. Има тука монопол имат направено големите партии околу финансирањето на политичките партии, околу начинот на представување. Па дури имаше дефинирано и редоследот дека првите 4 големи партии ќе го имат редниот број на гласовски личи од 1 до 4, а другите како ќе им се падне. Измените во изборниот законник мора да создават услови за еднакви шанси на сите политички партии. Тоа е рамноправен политички надпревар и тука ќе може да се измерат проценат програмите на партиите. Ако се отворат перспективи на овој начин, тогаш граѓаните навистина нивната определба да гласат за други партии полесно ќе се одлучат, доколку ако остане вака истиот изборен модел, тогаш знаат дека или ВМРО или СДСМ, дека трета сила не може да се појави заради изборниот модел. Едноставно има силна кампања во тоа време и од ВМРО да помони СДСМ, ги блокираат сите медиуми, да не фаворизира друга политичка партија и на тој начин представувајќи едноставно дека гласот за помала политичка партија значи изгубен глас. Тоа ги расколебува гласачите и на крај се одлучуваат или за едната или за другата политичка партија. Една изборна единица, пропорционален модел со отворени листи дава можност да се вклучат во парламентарната власт, во законодавниот дом и други политички партии. Тоа најодговорно кажам дека доколку се врати мнозинскиот модел, тогаш ќе се врати насилството и калашниковите на улиците. Знаеме како, значи борба на двајца кандидати од две партии, за неколку гласа се работи разлика и
како може да се обезбедат тие гласови, со насилство, со подкуп, со вршене притисоци. Значи, тоа би било враќање на демократските процеси сосема назад во времето кога имавме и жртви, кога имавме и крв по улиците. Значи, тој концепт треба да апсолутно ние да го оставиме. Инаку има други предлози, да речеме, Дуи предлага Македонија да биде поделена на 3 изборни единици. Тоа е концептот на федерализација, кантонизација. 1/3 да го контролира партиите од албанскиот политички блок. Значи, тие тези се неприфатливи, не се во функција на градене на граѓанско општество, на унитарниот карактер на државата. Македонија мора да ги прифаќа европските стандарди, принципи и да ги вградува во нашите системски решенија. Такви решенија кои значат поделба или затварање во етничките гета апсолутно не треба да ги прифаќаме и да ги поддржуваме. За сега Социјалдемократскиот сојуз, барам јавно тоа го изјавува дека се за промена на изборниот модел и Македонија да биде една изборна единица. Јас се сомневам дека до крај ќе истраат на таа определба, бидејќи тоа не е и во нивен интерес. Но, меѓу другото, кога разговараме за поддршка на промените, за јакнење на владење на правото во Македонија, ветувањето од СДСМ беше дека ако се здружиме заедно, дека ќе го промениме изборниот модел. Тоа се очекувањето од партиите, тоа некаде 20 на политички партии кои што се сега дел од оваа коалиција која што сега е на власт, и логично е дека СДСМ треба да истраи на таа определба, но и да ја инсистира да се промени изборниот модел. Иначе декларативно декларативната заложба ништо не значи доколку суштински не се заложат за промена на изборниот модел. Наша идеја е да разговараме со лидерите на сите политички партии, да разговараме со странскиот фактор, со амбасадите, со представници на Европската унија, затоа што се воспоставена пракса. Доколку странскиот фактор не се вмеша, во Република Македонија ништо не се менува. Јас најмалку сакам да ги консултирам странските амбасади за прашање кои што се врзани за внатрешните политики состојби, но праксата покажува дека ако немаме таква логистика поддршка, таа наша иницијатива, тој предлог ќе пропадне.